Добро утро, 5:10 завале. Јас во новата тетрадка од Нинџа Желко си напишав си напишав во неа лично мое мислење за канабис. Ајде вака, јас скинам новата тетрадка само што пишав во неа. Не пишав сам сега, вчера пишав. Значи, мое лично мислење за канабис и што мислам понатака. Значи, чим правам вака озбилна тема, ми се плетка јазикот, али нема везе. Канабис. Канабисот е познат како марихуана, исто така канабисот го користат на луѓе кои имаат здравствени проблеми. Генерално во светот, а и пошироко, не е дозволен канабис. Доколку некој одгледува канабис за лични цели, а има дозвола од власта, може да го користи. А тие што конзумираат канабис и марихуана без дозвола од власта, тоа се смета како кривично дело и со тоа може да се одговара во Министерството за внатрешни работи, а исто така може да се добие затворска казна од 4 до 8 години. Исто така, марихуаната во Македонија ова е што сум пишувал. Исто така, марихуаната кај нас во Македонија пред неколку дена чувме вестот премиерот дека ќе ја легализирал марихуаната. Лично мое мислење за марихуаната. Марихуаната е опасна по живот, а исто така и ако се продава на скопскиот наркопазар, ќе се направи голем промет, ама исто така има шанса и властите на Министерството за внатрешни работи да ви ја запленат марихуаната и да покренат кривична постапка против власти. Исто така, марихуаната било точно дека може да се користи и за здравствени проблеми, у стилу као нередовно спиење, болки, напади, стрес, нервоза и болки во нозете. А исто така, од марихуаната може да се направи како улје. Улјето го користат луѓето кои имаат навистина здравствени проблеми, кои имаат дозвола од власта од Македонија да ја конзумираат. А исто така не е дозволено. Увек мора да мине кола јако снимам, нема везе. Исто така, марихуаната не сме да се продава на наркопазар, бидејќи колку повеќе се продава и толку поише луѓе ја конзумираат и си го заразуваат, си го уништуваат нивното здравје. Падна тетратката. Марихуаната има 7 ливчиња. Исто така, од марихуаната може да се прави како џоинт или пак слични работи. Завршнето. Мислење на Кристијан Пешевски. Јас мислам дека марихуаната не треба да се конзумира воопшто, но доколку има голема причина, тогаш би било дозволено. Да. Ми прочитав тоа што знаев, а сега ќе дадам и уште едно моје мислење. Пред неколку дена, нашиот премиер Зоран Заев рече дека ќе се легализира марихуаната на некои места во Македонија. Така да, фала ви на понуда, господин премиер, али јас од тука, еве ќе ви кажам се. Јас би се Леле, автобуси века ме нервира бабуш. Нема везе. Јас прв би се пријавил да протестирам за да не се дозволи марихуана. Пошто марихуана
Друго, имате ли вие малце памет од мозоците? А исто така не би било убаво, како што ви прочитав дека марихуаната не сме да се продава на наркопазарот, бидејќи се става како да ви кажам, се става опојна дрога во промет. Значи, некој да заработува од дрога, приспособен, при раце, принуден се, при глава, пред све, да конзумира марихуана и да ја препродава на наркопазарот, па тоа е брат лудак, класичен лудак. Исто така, јас многу сум против марихуана, пошто не е убаво да се конзумира, едноставно си уништуваш здравјето. Али вие си знаете. И углавно, ќе ви кажам уште нешто. Премиерот Зоран Заев рече дека ќе ја легализира. Значи јас прв би се пријавил да се забрани тоа. Зошто во Србија раста да конзумира марихуана и го претворија. И добри се властите во Србија. Властите во Србија направија паметна одлука што го приведоа раста, пошто он ќе направише брат уѓум све. Да не верувам темата. Марихуаната не сме да се става на наркопазар или па канабис. Тоа треба да прекине сега, секундарно, моментално. Да, јас сум јутубер, ама има повисоки од мене како полицајци, министерства, влада, суд и редови работи. Али, значи, не е убаво, значи, имате логика. Исто така, ќе ви кажем уште една случка. Јас живеам во Ченто. Ако одидете после семафорите кај Тинексос, идете право, скоро ќе скочите кај Рачиново, скоро, за 15-20 минути. И во Рачиново имаше полициска акција и ден и ноќе кружа полициски коли, пошто некој од Рачиново шверцувал марихуана, ја крадел и после сакал да препродава. Али браво за Министерството за внатрешни работи што ги фатиле, тоа е топ. И на тие луѓе ќе се покрене постапка покрај нив, тие се веќе лишени од слобода, така да полициската акција траеше 4-5 дена во Рачиново и полицијата нашла колку рекоа? 700 грама марихуана. Ало нека му на тоа што е шверцувал, ама нека биде сигурен дека во затвор ќе биде страшно за него. Јас автобуси брат, ама ме нервират веќе. И тоа е тоа лично моје мислење за марихуаната. Да. Значи, никако немојте да, значи, ова не го сваќате као ова видео не го сваќате као дозвола дека можете да си се правите со марихуана се. Не. Ова земете као антипример. Тие што конзумираат марихуана, не мора вие да го правите истото, пошто треба да имате памет баки. Исто така, може да дојде до сериозни проблеми на наркопазарот ако се најде марихуаната и да биде многу лоше за сите. Така да, едноставно што да ви кажам, како што мислите така правите, лично јас ви кажал да не го правите тоа, пошто нема логика. Кај нас во Волково пред 2 години најдоа лабораторија со не лабораторија, соба, ја покриле со, како да ви кажам, ја покриле со најлон, ставале како вентилатори, 200 сакси канабис, филтри за наводнување на марихуаната, грејење со шалици, што да го ставиле? Навлажнување, наводнување, осветлување, грејење и предпродавање. Пошто
да видиме сигурни не е убаво тоа што се прави кој нас у Македонија, ама Македонија е братија земја што не ја бива за ништо. Значи Македонија ти е земја каде што има само корупција, криминал, кражба, незагрижени институции и како да ви кажам нема сврзано садови за да работи добро општеството. Ама тоа е. Така да, тоа што сакам да ви кажам. Ја. Абе, премиерот Груевски да беше тука, добро ќе беше. Но тоа е. Не иде живот, али иде газ. Значи, молим вас, овако ве молим да не конзумирате марихуана, молим вас. Да. Љуби вас, брат. Иначе си ја носам новата мајца. Добар дечко, лош у школи, са на инста качим стори, људи мои, све вас волим. Марихуана, јог. When I snow, yeah.